во оваа платформа која што јас ја користев, за разлика од претходната, се употребуваат само релативниот цитацијски индекс и можно е да се анализираат и трудовите, и авторите, и списанијата, и институциите, и издавачите, и сите елементи кои што се користат во анализа на научното издаваштво, и тоа на отворен пристап достапен. За она претходното што зборував за Dimensions, анализата на институциите, на списанијата, на универзитетите, на државите или на регионите не е можна директно, туку мора да се побара дополнително и веројатно и финансиски тоа да се оствари. И како што гледате, таа е платформата со која што ја користевме. Она што е друго значајно, тие се секојдневно менливи и мора да се дефинира кога е тоа направено. Јас тоа го направив на 18 март, мислам за ова предавање, пред тоа јас го имам правено. И ова што денес ќе го видите е заправо пресек во тој момент на 11 март, на 18 март, пардон. Со кој иде со? Се слуша него за... Сега да ги видиме публикациите во Република Македонија кои што се објавувани во целиот период. Со вештачката интелигенција, како што гледате, може да се анализираат објавените трудови во затворен пристап, во бронзан пристап, во хибриден, во златен и во зелен, нема да објаснувам за нив, тоа се степени на отвореност и може да се анализира секој од нив. Јас овде ги прикажав сите заедно заради споредба од почетокот на достапноста за оваа платформа па до денес, и она што може да видите е дека практично најголем број има во златниот пристап во 2023 година, бидејќи таа е целосна оваа година се уште трае. Втор по тоа е затворениот пристап, а останатите, бронзениот и хибридниот, се многу помали, додека зелениот пристап е 61. Што тоа значи? Накусо. Затворениот пристап значи дека авторите не плаќаат за објавувањето на трудот, но мора да се откажат од печатарските права, за да тие бидат префрлени на издавачот. Нашите луѓе во нашата држава во најголем дел тоа го објавуваат. На второ место е златниот отворен пристап, во кој што накусо авторите плаќаат, меѓутоа целокупната достапност до светската јавност е мигновена. Значи, штом се објави е достапен на цел свет. И во тој златен пристап има и делови каде што и не се плаќа. Значи, тука имаме малку мешана состојба и заради тоа, по моје мислење, имаме најголем дел на трудови објавени во овие два сегменти, затворениот, односно златниот пристап. Втор податок кој што може да го анализираме, тоа е колку била цитираноста на трудовите објавени од македонските автори. И како што гледаме, таа расте со геометриска прогресија и во 2023 година изнесува негде околу 27.418. Друго што може да се анализира е колку е соработката со другите земји, и овде гледате дека е таа најголема од македонските автори со Соединетите Американски држави. Јас малку ќе побрзам заради времето. Она што исто така може да се анализира, тоа е глобалната соработка на авторите од нашата држава со другите од целиот свет. Видовме Америка најмногу, меѓутоа соработуваат нашите научници и со другите. Она што сакам да го кажам, дека е растот многу брз и дека тој раст, црвената линија, во 2023 година изнесувал 13.225 автори. Меѓутоа, ако анализирате втората линија, а тоа значи колку растеле публикациите во соработка со авторите од други земји, тоа е многу плиток и рамен, што покажува дека она што го чувме и од професор Марушич, дека практично во последно време бројот на авторите по труд расте со геометриска прогресија. Ги видовте екстремите од неколку илјади заправо автори кои што се објавени, но генерално расте бројот на авторите по сите трудови, тоа се покажува и кај нас.
бројот на авторите од Република Македонија исто така расте, тоа зборува дека практично се повеќе луѓе се бават или се вклучени во објавувањето на научните трудови. Тоа не е малку во 2023 година, гледате дека е тоа постојан раст од податоците што ги имаме од 2005 па до денес и изнесува негде околу 2550 во минатата година. Она што исто така е значајно е за отворениот пристап. Ако со отворениот пристап практично значи дека трудот е достапен за цитирање и користење без надокнада и овде е покажано дека практично во 2023 година негде околу 66% имаме од трудовите со отворен пристап, што значи повеќе од половината се со отворен пристап или достапни на секого во целиот свет. Но исто така покажува дека огромен број, 40 и нешто посто, и во минатата година се уште јавно недостапни бесплатно до научни институти во нашата и во другата земја. Тука има доста дискусии што и како тоа се регулира, дали ово објективно, дали не, бидејќи има дилеми. По моје мислење, овие проценти не се точни, затоа што податоците за отворениот пристап во нашите списанија не се таксативно и според правилата идентифицирани. Мислам, таму лежи проблемот и дека овој процент за отворен пристап е многу по. И сега нешто малку околу подрачјата. И во сите светски анализи и во нашата земја се гледа дека скоро половина од објавените трудови, оваа жолтиот дел, се од медицинските науки. Значи, она што е или биомедицина во поширок смисол. И дека тоа е практично, како би рекол, тренд кој што е светски и кој што се пресликува и во нашата земја. И сега малку нешто за врвните 10 истражувачи во Република Македонија. На прво место, еве гледате, Трајче Стафилов, Гоце Спасовски, колегата е на второ место, Љупчо Коцарев на трето и така натаму. Надолу и она што е битно, тука се прикажани колку имаат публикации од Република Македонија и колку имаат купни публикации, и оваа листа оди надолу, се разбира, за сите кои што се достапни во оваа платформа Wisdom Artificial Intelligence. Оно што сакам да го кажам е ова најдесно, а тоа е релативниот цитацијски однос или Relative Citation Ratio. Ако тој изнесува единица или повеќе од единица, значи дека допринесува во таа област. И ако забележите дека над единица има Сашко Кедев, значи 1,62, има Гоце Спасовски 1,04 и има Ефтим Здравевски 1,28. Останатите се практично помалку од единица. Овде треба да се внимава како ќе се анализира, затоа што има елементи за, како би рекол, резервираност околу толкувањето. Следниот слајд што сакам да го кажам, тоа е за 10 најдобри списани или најмногу што објавувале, не мора значи дека се најдобри. На прво место е Прилози, на второ место е Македонскиот фармацевски билтен, потоа доаѓа ОАМ-МС и од македонските списанија на пето место е Journal of Morphological Sciences, на седмо е Southeast European University Review. На осмо место е Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. Само да кажам дека процентот во заграда кој што е даден во првата колона зборува за националната обоеност на ова списание. Ако тој процент е висок, како е во Прилози 81, 22 е во Journal of Morphological Sciences, значи дека е национално обележен, не во смисол на негативно, туку како број на трудови од нашата држава, а ако е помал, тоа е интернационален и гледате како тоа варира. Топ 10 институции во Македонија по научното издаваштво анализирана со оваа платформа е на прво место Свети Кирил и Методи со 9040 објавени трудови, на второ место е многу чудно Република Македонија како недефиниран ентитет институционален, бидејќи се она што не било идентифицирано, а е од Република Македонија,
е вклучено овде и тоа би можело да се распредели на останатите. На трето место е Гоце Делчев универзитетот, Ману е на четврто место, Универзитетот во Југоисточна Европа е на пето место и така натаму. Само да кажам за финансирањето, како што гледате, на прво место Европската комисија, до четвртото место. Она што сакам да потенцирам, Република Македонија ја нема. Зошто ја нема? Затоа што не финансира. И второ, затоа што и она што финансирала не идентифицира. Значи, во трудовите не е дефинирано која и како научна работа од Македонија е дефинирана. Не оди назад. Не можеш. Не оди. Уште. И да не должам, на крајот би сакал нешто само да кажам, дека јачината на вештачката интелигенција за анализа на научното објавување е многу осетлив и многу внимателно треба да се не само употребува, уште повеќе да се толкува, бидејќи имаме проблеми околу научните податоци, различни критериуми и така натаму. Значи, влезните критериуми за анализа на вештачката интелигенција се многу хетерогени и во овој момент недоволно контролирани од оние кои што ги создаваат. Затоа одговорноста за објективни резултати би требало да биде поделена и меѓу авторите, и меѓу институциите, и меѓу издавачите, и меѓу базите на податоци и платформите кои што користат вештачка интелигенција, бидејќи сите тие на крајот кумулативно создаваат резултат од кој што ние може нешто да заклучиме, а ако не е тоа соодветно на било која или на сите нивои, тогаш и заклучоците може да не бидат исти. И во овој момент не постојат верифицирани научни институции, научни списанија, научни автори и или издавачи од Република Македонија кои што може да се користат за прецизна и доволно точна анализа. Значи, тие доаѓаат повеќе од електронските извори, а не доаѓаат од верифицираните извори во државите, па и од Република Македонија. И затоа резултатите што овде делумно ги изнесов се парцијални и би требало внимателно да се анализираат и може да има бијас, односно да има субјективност во тие анализи. Благодарам.